Добро вечер во Топ тема. Бројот на заболени од коронавирусот и на заразени постојано расте, за сега линеарно. Денешната бројка, вкупна бројка на заболени е 354. Во Топ тема вечерва разговараме со директорката на клиниката за инфективни болести, доктор Милена Стевановиќ. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, добро ме најдов. Ке разговараме и за тестовите со COVID-19 и подоцна на оваа тема ќе ја вклучиме Голубинка Бошевска, началник на лабораторијата за вирусологија и молекуларна диагностика на Институтот за јавно здравје. А на скајп ќе го имаме и заменикот министер за здравство Арменд Арслани. Но почнуваме со вас, господја Стевановиќ. Во моментов, значи, има 354 заболени од коронавирусот, од кои кај вас на инфективната клиника се 59. Каква е нивната генерална состојба? Има ли критични? Да, најалост, како одминува времето и бројката на пациенти расте, растат и бројот на пациенти кои имаат и развиваат тешки клинички слики. Во моментот имаме 5 пациенти кои се и на механичка вентилација, повеќе од нив и со тешки пневмонии, кои се на континуирана третман и подршка кислородна, и други кои се веќе по еднаква фаза на излекување, да кажам. Секако дека ова не е вистинската слика за она што значи COVID-19, нити пак се тоа пациентите на клиниката. Мораме да знаеме дека најтешките пациенти ќе бидат хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Колегите инфектолози, секако и секогаш подпомогнати и поддржани од сродните гранки пред се интернистички, ќе ги лекуваат пациентите со полесни клинички слики по инфективните оделенија или оној простор кој е испланиран за ковид по болниците во државата. Да, веќе имаме во Штип, во Дивар. Имаме пациенти кои се лекуваат и надвор од клиниката за инфективни болести. Денеска има соопштивте и дека 5 пациенти заминале од вашата клиника. Да, испишавме 5 пациенти, пред неколку дена исто така поголема група од првите, да кажам, пациенти замина. Лекувањето е долготрајно. Не само негативизирањето на пациентите, туку и, да кажам, последиците, воспаленијата на белите дробови траат малку подолго време, треба да се биде поопрезен во нивното лекување, како и во испишувањето на пациентите, затоа што, како што секој од нас зборува и констатира од она се што сме го прочитали и од она што веќе е наше лично искуство, инфекцијата и болеста се сериозно непредвидливи. И ако со сигурност можеме да кажеме дека нешто знаеме, е дека навистина многу малку знаеме за COVID-19 и за новиот коронавирус, како и да веќе ќе остане неговото име до крајот на оваа пандемија. Кога велите дека се излекувани, но денеска забележав дека министерот вели да тие се испратени на домашно лекување, значи нивното лекување продолжува, тие имаат уште последици, симптоми, како тоа се манифестира? Не, симптоми немаат секако, но што е како што да се надоврзам на последната реченица, дека е сигурно што знаеме дека навистина многу малку знаеме и за болеста и за вирусот. Пациентите испишани од клиниката се прво и основно негативизирани. Што би значило тоа? Тоа значи дека во два последователни со размак од најмалку 24 часа теста се негативни. Но препораката исто така ги испишуваме не само после негативизирањето, се разбира и после комплетното санирање на клиничкиот и наот и анализите што ги правиме на белите дробови пред се, бидејќи тука е првото место на афекција од вирусот. Кога е тоа се така добро и добро завршува, ние ги спишуваме дома, но препорачуваме наредните 14 дена да продолжат да бидат во изолација, а тоа е пред се поради предупредувањата што колегите од Кина и нивното искуство, кое за нивна несреќа, за наша среќа беше големо и многу пред нас, па ние успеавме да ги стигнеме сите нивни и да ги научиме сите нивни препораки и пишувања, е дека се случувало да
добијат позитивен тест и после негативизирањето. Зошто е тоа така, навистина нити тие можат сега да го образложат, нити ние можеме да го образложиме, но кај многу мал број на пациенти, меѓутоа веќе евидентирале и напишале. А кога веќе е напишано такво предупредување, тоаш мораме да бидеме на сигурно и да го обезбедиме времето што вирусот го бара, природата го бара, за да бидеме сигурни дека еден пациент не само што е излекуван од она што би било болест, последица на инфекцијата, туку и дека е апсолутно сигурен за својата околина. Значи, после 14 дена се прави повторно... Не се прави веќе, пошто деновите изминати, веќе до максималните времиња ги поминува на можна инфекција, така да не се прави повторно тест, но затоа велиме изолација уште 14 дена. Неретко им се Да, апсолутно. А може ли повторно да ја добијат болеста? Кои се искуства и веќина Тоа се едни од неодговорените прашања или прашања кои немаат прецизен одговор. Што всушност се случило кога добиле позитивен пациент кај оние кои сметале, позитивен резултат кај оние кои сметале дека ги излекувале, стекнале нова инфекција. Имало нова виремија се случила. Тоа навистина е прерано. Многу прашања се отворени и неодговорени, многу предпоставки се на масата за се она што значи биологија на вирусот, се она што значи патофизиологија, значи што значи неговата инфекција кај одреден човек и како тоа се може да биде, зошто е вака кај едни, а е онака кај други, што е неговото лекување, кои се најдобрите ефекти од кој лек. До сега не постои специфичен лек кој е за него, за третман на овој вирус создаден. Какви ќе бидат математиките на крај, согледувањата, статистиките во однос на се ова што сега го споменувам, навистина сметам дека оваа пандемија прво мора да заврши. Сметам дека приоритетна грижа е лекувањето и збринувањето на секој еден кој е во болест и мака, а после еден голем научен осврт на секој возможен аспект поврзан со нова коронавирусот и со COVID-19, за да можеме да научиме лекцијата за COVID-19. Ги споменате лековите, пред да преминеме, имам уште едно прашање. Многу често велите дека добиваат нагло силни симптоми кога се напаѓаат белите дробови. Има голем дел од пациентите кои им препорачувате да се лекуваат дома. Но како да знаат кога ќе добијат таков напад или она што е опасно да може и да дојдат до потреба од респиратор? Сигурно. Значи вака ние малку подраматично го почнавме разговорот од најтешкиот дел на или најтешката приказна врзана со COVID-19. Да не заборавиме дека во најголем и 80% од број на пациентифицирани, тоа го рапортира цел свет кој се соочува, а денеска практично цел свет се соочува со COVID-19, дека најголем број, највисок процент од инфицираните практично развиваат многу блага болест или не ја развиваат, дури не ја ни забележуваат дека имаат симптом. Тоа значи лесно, брзо и ефикасно поминување на инфекцијата. Ова што сега пред малку го зборував се однесува на оној помал процент. Клиничкиот ток на болеста од најбеззначен, безазлен почеток на некоја ситна мала температура која ја забележува човек или не ја забележува, гребење на грло, кашлица, може во известен период да нагло се влоши. И затоа сме на опрес и затоа се трудиме да ги следиме пациентите. Вие ги следите? Значи вака системот како тие да го следат кои дома се лекуваат? Токму за нив сакам да зборувам. Прво и основно оние пациенти кои се во повисок ризик, ние се трудиме да ги хоспитализираме. Иако се поблаги симптомите, плашејќи се од можното ескалирање и нагло влошување на болеста. Тоа е од едната страна. Од другата страна, нашиот систем на колеги, на матични лекари се комплетно вклучени во
во третманот, да кажам, и што е она што значи домашно лекување, и тие ги побаруваат пациентите, и апелирам до оние кои, ако не успеале колегите да ги добијат, да ги побараат своите матични лекари и да воспостават многу интензивна врска со нив, затоа што тие можат многу лесно да им помогнат во сознавањето на симптомите, нивното дефинирање, следење од ден во ден. Знаете како, денеска зборуваме за COVID-19 и многу малку зборуваме дека навистина огромен процент од болните се лесни и тоа многу брзо и ефикасно и лесно го надменуваат како инфект. И луѓето баш поради тоа луѓето се уплашени, затоа што слушаат за смрт, слушаат за тешки болести, слушаат за интензивни, но тестирани се поголем број на инфицирани. И стравот треба да биде присутен, но не смееме да дозволиме да тој биде паничен, затоа што едно гребење на грло не сме да се дефинира како гушење. Мораме да сватиме дека целокупниот здравствен капацитет и секој еден здравствен работник е сега ставен во функција и не смееме да го трошиме времето на здравствениот работник, на возилото за брза помош, на медицинските сестри, ако тоа не е оправдано. Колегите матичните лекари со континуираното следење на сопствените пациенти кои инаку многу добро ги познаваат, познаваат нивната здравствена состојба, историјата нивна ја познаваат и многу полесно може да ги проценат овие состојби. Во случај да имаат потреба од консултација со инфектолог, колегите инфектолози на клиниката за инфективни болести, како и по оделите инфективни низ Републиката, се дневно на располагање да одговорат на прашања, да се согледаат симптомите, апсолутно. И ние сме континуирано да има два засебни телефони кои се само на тоа, апсолутно, тоа се апсолутно секогаш слободни, само за тој линк. Имаше ли случаи да бидат предоцна донесени кај вас? Да, меѓутоа некако последица на неследење на пациентите, не последица како занемарен пациент. Пред да ви го одговорам ова прашање, ќе се навратам на колегите кои ја работат континуирано комуникацијата. Веднаш се контактира брзата помош и при најмал сомнеш дека се влошува во состојбата, што не мора да значи дека е лоша, туку дека се менува, дека прогредира и колегите од брзата помош ги носат пациентите кај нас да се прегледа, да се констатира, па и да се одлучи дали е потребна хоспитализација или тие се праќаат дома. Значи тој линк е воспоставен, функционира. Јас денеска имаше 15 телефонски разговори на колегите кои имаат оваа задача на клиниката и матичните лекари со суштински, конкретни прашања кои јас верувам дека ова баш добро функционира. Мораме сите да бидеме во функција на ковид. А што се однесува на другото прашање што ми го поставивте, пациентите мора да знаат едно. Не е срамота да се биде болен. Јас мислам дека само во нашата држава е срамота да се биде болен и тоа мора да се сокрие од некако. Јас сум лекар кој работи од најмладите денови на ХИВ инфекција и бев соочена со потреба да си ги сокријам пациентите. Тоа беше нивната желба, јас таа почитувам, човековите права ги познаваме. Голема беше стигмата. И денеска научивме дека таквото криење искочи дека е мач со две оштрици, дека веројатно сме направиле многу грешки и може би повеќе зијан отколку бенефит од криењето. Тоа денеска го знаат пациентите со ХИВ. Да не ги повториме грешките што во минатото на други проблеми сме ги правеле. Нашите пациенти, нашите луѓе мора да знаат дека кога ќе станат пациенти не е срамота да се каже. Значи не е срамота да кажете на лекарот, без разлика тоа што не е ваш матичен и прв пат го гледате, да кажете какви минати заболувања сте имале. Имаше случаи што се имаше случаи кои не беа се криеле, знаете како и тоа е, па посебно од места каде што се живее поблиску, се познаваат луѓето повеќе, помали се средините, потрадиционални се средините. Не смееме тоа да си го дозволиме. Не можеме да дозволиме да паднеме, да развиеме тешка болест, за да побараме помош. Не можете да отидете да побарате помош, барем денеска, јас сум повеќе од сигурна дека
не постои човек кој не е информиран дека постои болест и дека постои некаква инфекција и дека се превземаат маса мерки, дека го блокиравме живеењето во целата држава, ако не за светот, барем за сопствениот комшилук, дека нешто се случува. И не можете да отидете на лекар и да не кажете дека сте биле во ризик. Да, мама, велите, тоа е нешто што предоцна а тоа е нешто што меѓу починатите. Да, и меѓу починатите се токму такви, еден дел се токму такви случаи. Мојот апел не е ова е апел, не е критика. Не сакам да ме сватат, да ме свати никој погрешно. Мораме да кажеме, кога ќе дојдете на лекар, еве кога ќе дојдете кај нас, ако имате ковид или ако имате суспекција за инфекција со новиот коронавирус, за ваш бенефит е да ги кажете сите болести, сите хронични болести, за да бидеме подготвени, за да помогнеме и во третманот на таа болест. Третманите на COVID-19 зависат од сите ситници на претходното и сегашно здравје, поврзани со претходното и сегашно здравје на еден човек. Не можете да имате, и знаете како се дигна и голема, како да кажам, голема прашање, паника, страв. Нас ни почина млад човек. Да, зошто млад човек? Младите треба да бидат отпорни на COVID. Младите треба лесно да ја надминат инфекцијата. Но светот почна да ги репортира. И сега да видите го и менталитетот на светот. Разбирате? Има и млади луѓе кои имаат хронични болести. Познати, непознати. Ама ако знаете дека имате хронична болест, немате потреба тоа да го сокриете. Тој пациент дојде со хронични болести. Ние не знаевме за тие, ние не знаевме за неговите хронични болести. Тие веројатно не се ни дефинирани, но пак колегите во матичните служби, во дежурната служба добиле податок кој ние накнадно го добивме од кога се обзнани неговото починување. Тоа е трагедија. Како да ви кажам, можеби немаше да можеме ништо повеќе да направиме. Јас ви гарантирам дека за секој еден човек, неовисно од тежината на клиничката слика, независно од неговата старост, нити па проценка за развојот на болеста, колку и да е таа тешка некогаш или изгледите за да се преброди инфекцијата се мали, можам да ви гарантирам дека ни еден пациент не е оставен без максимална нега, без максимална грижа и со максимална борба и напори да се тој живот спаси, независно од тежината. Тој пациент се лекувал сам дома и беше исто истакната неговата обезност. Обезноста или термин, тоа е прекумерната телесна тежина не е нешто ново. Ние ова сме го споменувале и сме апелирали, да речем, и во кога беше епидемијата, посебно кога станува збор за епидемии и пандемии, на 2009 година, кога беше инфлуенцата, ние изгубивме пациенти, млади луѓе, кои според анамнестичките податоци, а тоа се исклучиво податоци кои ќе ви кажат пациентите, и тоа се и ние како такви и како вистините ги прифаќаме. Нема друг извор на информација, барем не во нашите можности на нашето здраве. Прекомерната тежина, зошто е прекомерната тежина беше причина за доста пациенти, млади, од младите пациенти да неуспешно ја завршат битката со грипот тогаш. Сега ја согледуваме и при оваа инфекција. Прво и основно, прекомерната тежина, ако никош не учеа дека дебелината е здравје, денеска знаеме дека дебелината не е здравје. Таа е ризик број 1 за многу болести, независно од возраста на луѓето. Дебелината значи висок ризик на срцеви, на кардиоваскуларни, на болести на белиот дроб. Значи, основа за развој на хронични болести, на диабет. А тоа се, како гледате, па сите оние други болести, кои ги експлицитно ги редиме и ги именуваме како висок ризик од
од за лош исход или за комплициран исход на болестите. Обезноста е нешто што ние, знаете како модерното живење и не прави дебели, не движењето, седењето на маса пред компјутер, зачинетата храна, начинот на брза исхрана. Државите имаат цели стратегии за битка против обезноста. Денеска стратегијата и третманот, пошто денеска има потреба од третман на дебелината. Ако порано нас не трча по игралишта за да подослабиме, нели? Денеска има комплетен систем на лекување на луѓе кои имаат прекумерна телесна тежина. Јас со мојата прекумерна телесна тежина, која, знаете како, јас сум во вишок, сум ставена на режим, поради сега веќе мојата возраст, поради типот и начинот, интензивноста на мојата работење, со месеци наназад на режим, на исхрана, за да го минимизирам тој ризик. Сега тоа мора секој за себе да го направи. Дополнителен стрес и напор, предпоставувам. Да, многу прашања има околу тестовите за COVID-19 и недоумици. Тоа беше причина да ја поканиме доктор Голубинка Бошевска, микробиолог од Институтот за јавно здравје. Ја имаме во моментот во живо на линк. Добро вечер, господјо Бошевска. За вас... Добро вечер. Првото прашање што се наметнува е зошто се добиваат различни резултати кај ист пациент од тестовите на COVID-19. Еднаш позитивен, негативен. Неколку случаи имавме каде што еден пациент имаше и позитивни и негативни резултати. Така, лабораториските резултати зависат од повеќе фактори. Пред се зависи од стадиумот на болеста во која што се наоѓа самиот пациент. Понатаму, врз основа на стадиумот на болеста, ќе зависи и типот на примерокот кој што треба да се одбере за лабораториска анализа, начинот на земање на примерок, понатаму чувањето на примерокот соодветно и транспортирањето соодветно до лабораторијата, и секако кога ќе се пристигне во лабораторијата, начинот на процесирање, односно обработка на истиот примерок и тестовите кои што се користат за добивање на соодветниот резултат. Она што можам да го кажам е дека во делот на типот на примероци кои што може да се користат за диагностика на COVID-19, пред се спаѓаат правилно земање на назофарингеален и орофарингеален бриз, упатство за правилно земање и транспорт на примероци е изготвено од страна на Институтот за јавно здравје и истото се наоѓа на веб страната на Институтот, а исто така заедно со почитуваните колеги од Институтот за јавно здравје епидемиолози и колегите почитувани од Клиниката за инфективни болести, направена е комплетна едукација на колеги инфектолози и епидемиолози низ државата за правилно земање на примероци и нивно транспортирање. Особено е важно, откако ќе се земе назофарингеалниот или орофарингеалниот бриз, да истите бидат ставени, односно потопени, ние велиме брисевите, во вирусен транспортен медиум, кој што ќе овозможи преживување на вирусните честички. Исто така е многу важно и типот на сетот кој што го користиме за земање на примерок, односно во делот на земање примероци со памучни брисеви нема да се добие соодветен резултат, односно се препорачува користење на синтетски типови на брисеви, односно дакронски типови на брисеви. Тоа се многу важни моменти кои што ќе бидат причина за крајниот резултат кој што ќе треба да се добие од лабораториското тестирање. Господјо Бошевска, која е разликата меѓу тестовите што се прават на Институтот за јавно здравје и оние кои се прават во приватните болници? Дали има разлика? Во Институтот, да, постои разлика.
во Институтот за јавно здравје се следат и препораките на Светската здравствена организација. Имено препорачани се 7 молекуларни тестови или во народот познати PCR тестови или полимеразно верижна реакција е тоа. Ние го користиме протоколот на Корман и Дростен, кој што е широко применуван во сите европски држави и кој што е валидиран тест за детекција на овој тип на заболување со една многу ниска граница на детекција, односно детектира 5,2 копии на реакција на вирусни честички. Во другите лаборатории мислам дека се користат комерцијални тестови и иако постојат и некои лаборатории кои што одат и по протоколите на Светската здравствена организација, меѓутоа користат други протоколи. Значи... Оно што е важно да се каже е дека секој протокол, без оглед дали станува збор за комерцијален кит или пак за реагенси кои што се добиени согласно протоколите, секоја лабораторија треба да направи тест на верификација на реагенсите кои што се добиени, за да може да каже дека добива точни и репродуцибилни резултати. Каде се прави таа верификација? Да, тоа е целосна процедура која што изискува повеќе чекори. Имаме чекорите се објаснети на сите лаборатории во текот на викендот. Една екипа од Министерството за здравство ги обиколи повеќето лаборатории и препорачавме кои методи, ги препорачавме методите на верификација на тестовите и се надевам дека тие ќе бидат спроведени со цел нели да сите бидеме на иста линија и да добиеме соодветни резултати. За сега не постои валидиран комерцијален тест. Значи, валидни се практично оние во вашиот институт. Може ли накусо да ни објасните што значат скрининг тестови? Тој збор го слушаме дека често се прават во Германија и тоа е начинот да се тестираат многу поголем број на луѓе. Дали кај нас се прави скрининг и што е тоа? Што е разликата меѓу скринингот и другиот вид на тест? Така. Желбата да се добие тест кој што ќе овозможи брзо дијагностицирање до самата постела на пациентот е желба за сите здравствени работници, особено кога станува збор за една ваква епидемија како што е COVID. На светско ниво се прават повеќе обиди за продукција на таков тест кој што ќе даде брз резултат во рок од неколку минути, многу побрзо отколку овој што е конвенционален молекуларен тест и постојат повеќе стратегии за таков тип на тестирање, односно постојат 3 стратегии или пристапи за таков тип на тестови. Првиот пристап е повторно молекуларен пристап, значи комплетно автоматизиран систем кој што за некој си 15 до 45 минути би овозможил брзо добивање на резултати. Во моментов во светски рамки постојат само 2 теста кои што веќе се приближуваат кон процесот на валидација и со душа ги чекаме да бидат валидирани за да може нели сите побрзо да добиеме резултат во однос на пациентите кои што тоа го изискуваат заради третманот кој што им следи. Вториот пристап е пристап на детекција на антигенот на коронавирусот. За жал постојат одредени тестови и продукции сега на тестови, меѓутоа нема потврдени клинички студии кои што ќе го ја покажат валидноста на ваквите тестови. И се уште се дискутира каков е ефектот на нормалната микрофлора во устата и врз специфичноста и сензитивноста на овој тип на тестови. Така да не постои во моментот валидиран тест кој што се базира на антиген.
Третата метода е метода на детекција на антитела од класата на IgM и IgG. За жал и во оваа насока, јас го слушав вашиот претходен разговор со колешката, и навистина не постојат релевантни докази и нема студиите се уште не покажуваат каков е имунитетот при ова заболување. Значи постојат голем број на неодговорени прашања, вклучително и прашањето со имунитетот и имунолошкиот одговор со развој на хуморалните антитела, хуморалниот имунитет. Па од тука и присуството на антителата и детекцијата на антителата со така наречените брзи тестови, кои што ќе дадат одговор за 15 минути, се уште не се валидирани, односно во светски рамки се смета дека постои голема вкрстена реактивност на антителата кон COVID со антителата од други коронавируси кои што може да бидат и хумана група на коронавируси. Значи не можеме да кажеме дека е веродостоен. Така да се уште овој тип на тестови не се препорачани да се користат, бидејќи би вовеле само една голема забуна во процесот на интерпретација и во процесот на водењето понатамошно на пациентите. И за крај, дали има резултати од тестирањето на новороденчето што беше родено синоќа, родилката дојде од Куманово мислам дека е позитивна. Јас нема да ви кажам такви резултати. Резултатите од пациентите се доверливи и има право да ги знае само пациентот и докторот кој што го побарал испитувањето. Во ред, ви благодарам, господјо Бошевска. Тоа беше Голубинка Бошевска, микробиолог од Институтот за јавно здравје. Да, повторим, значи не може да се повтори, да се потврди дали антителата се од грип или од COVID-19 со овие брзи тестови што ги правиме, бидејќи не знаеме како се стекнува имунитет. Дали деца се лекуваат на инфективната клиника од оваа? Значи, ние сметавме дека првиот објект болнички кој ќе биде пополнуван е инфективната клиника и сметавме дека сите пациенти треба да бидат тука, така да и деца кои би биле инфицирани и кои би биле во состојба да треба да бидат лекувани, ќе бидат лекувани на инфективната клиника. Заболени деца во моментов нема. Има инфицирани, но не и болни. Ние сме прегледале неколку деца со мали ситни температури, но без развој на симптоматологија или потреба за нивно хоспитализирање. Но во случај да такво нешто има, многу е прецизно договорен тимот на педијатри кој само ќе го дополни инфектолошкиот тим на клиниката за инфективни болести и ќе работи заедно со нас континуирано во склоп со нашите тимови. Знаете како, ова е ситуација која ги обединува сите на едно место и мораме така да функционираме, затоа што секако нема да бидеме успешни другачие. Сите расположливи средства на апаратура, људство од целиот здравствен систем се сега концентрирани во борба против COVID и се планираат како расположливи ресурси. Значи имате сосема реорганизација на целиот апсолутно, значи знаете како не постојат ни во една држава доволно инфектолози или некој кој би требало да биде стручен за третман на инфекции, кој може да ја покрие оваа бројка на пациенти. Тоа е невозможно. Токму поради тоа, сродните гранки, тимови планирани, договарани, на дополнувања ќе се прават во секој момент кога ќе ускокнат во секој момент кога тоа ќе биде потребно на нашата клиника или во дополнителните болници кои би ги планирале и кои ги планираме за едно вакво сценарио. Според искуствата видела децата се многу поотпорни, го поминуваат или без симптоми така како да ви кажам, меѓутоа има различни описи на поединечни случаи. Доктор Бошевска тоа го спомна во неколку пати во незиното искажување дека научни
релевантни, со висок број на пациенти, каде што статистичките обработки ќе значат конкретни заклучоци, се уште нема. Има пишани трудови со мали групи на пациенти, но сепак тоа не е како да кажам, наука, која сега може да ни даде еден прецизен. Тоа е искуство, но не е висока наука со високо научни заклучоци. Треба многу повеќе. Треба да заврши, треба да се елаборира се ова што сме го сработиле вистински, да се документира истота, за да можеме да заклучиме конкретни и да извлечеме конкретни лекции од секоја една држава која се соочила и која лекувала пациенти. Тоа што не знаеме за имунитетот, веројатно ќе усложни вакцината. Тоа е проблемот зошто веројатно нема и вакцина. Пред да продолжиме, го имаме на Скајп и заменик министерот за здравство Армен Араслани. Добро вечер. Добро вечер. За вас имам прашање, според последната информација, денеска имаме починат пациент од корона од Лабуништа. Можете ли да ни кажете каква е состојбата таму, дали тоа може да биде новото жариште на коронавирусот? Имавме и други заразени кои беа во контакт со пациенти од Дебар. Каква е состојбата во Лабуниште и Струшко? Прво поздрав до вас и до директоркава на клиниката на инфектологија. Сега во однос на епидемиолошката анкета, во моментот можам да ве информирам дека досега се регистрирани 9 случаи на COVID-19 позитивни во Струга и тоа 2 лица се регистрирани денеска, додека 43 лица се под здравствен надзор. 2 лица се регистрирани во село Татеши, еден е од село Велешта и другите 6 се од село Лабуништа. Токму и за таа цел во Струга, конкретно во Лабуништа, функционира и локалниот кризен штаб, така што будно се следи состојбата, секојдневно се разгледуваат и се анализираат сите информации и за истите се консултираат и епидемиолошките служби во континуитет и согласно со податоците, така и се постапува. Тоа што сакам да кажам е дека исто така во Охрид се регистрирани 3 случаи, а 62 лица се под здравствен надзор. Сега во однос на следење на неправилности и непочитување на мерките, постапуваат надлежните органи кои што секојдневно доставуваат и извештај во однос на овие засилени контроли. Како што знаете, координативното тело во Охрид одржа еден состанок заедно со епидемиолозите и инфектолозите за она што се случува токму во село Лабуништа и откако се појавува повеќе сомнителни случаи на коронавирус. И во стручни консултации и со професорот од клиниката за инфектологија предложено е новиот објект за хирургија каде што има и довод за кислород да функционира како болница за заразени од коронавирусот. Од друга страна и за таа цел и новиот директор започна и со реорганизација на работата во болницата и во однос на пристапот во однос на сместување на пациентите во цел тој регион. Да, веројатно по случајот со веќе поранешната директорка на Охридската болница, денеска беше соопштено дека таа и уште неколку лекари на инфективното оделение на Охридската болница се казнети заради пациентката која не беше примена. Меѓутоа, прашањето ми е дали моделот на Дебар докажа дека карантинот е единственото решение да се спречи ширењето на коронавирусот и зошто не се воведува карантини во Куманово? Таму локалната власт упорно бара градот да биде ставен во карантин.
Сега за Дебар во однос на постапувањето и начинот на кој што беше одлучено за ставање Дебар во целосен карантин, можам да констатирам дека тоа се постапи исклучително професионално според стручните проценки во даден момент. При тоа ставање на располагање на целокупниот потенцијал. Ова беше позитивен пример во делување на контекст на дополнително ширење на вирусот. Ке потенцирам согласно според епидемиолошките проценки и анкети. Сега, според епидемиолошките анкета од информација од Центарот за јавно здравје, можам да информирам дека има 30 лица кои што се на домашна изолација таму. Завршен е период за изолација на 9 лица, додека на инфективната клиника има уште 5 лица од Дебар. Денеска се земени уште 10 брисови за кои се чека и резултати. Според последни податоците од Институтот за јавно здравје, сега највисока акумулативна инциденца на 100.000 жители во Дебар е 162.3. Во Куманово е тоа 32,9, додека во Скопје и Штипе е 28,5 заболени од корона на 100.000 жители. Денеска во Дебар, согласно со дневниот биланс, немаме ново заболени со коронавирус, а бројката, ако не грешаме, 47 лица. Инаку, во однос на карантинизирањето, во акцијата се вклучени и други служби, како Министерството за внатрешни работи, Центарот за управување со криза, одбраната. И имаме се прават максимални напори за сите процедури и функционират преку имаме еден мултифункционален пристап, така што добро се воспоставени процедурите. Сега, на терен активностите се одбиват без проблеми, така што како за лицата кои што се ставени во самоизолација, во здравствен надзор или пак во домашна изолација. Но тоа што јас би се осврнал е на функционирањето на Дебарската болница, која што исто така е зајакната со пулмолог, со педиатри, заштитна опрема за здравствениот кадар кој што пристигнува и постојано исто така и се надополнува. Очигледно дека тоа и досега даде резултати според овие бројки што вие ги кажувате. Да, додека тоа сакам да објаснувам во детали дека во Куманово исто така ќе се прави стручна проценка според епидемиолозите, инфектолозите и експертите кои што во даден момент би нагласиле дали треба на ист модел како во Дебар да се постапува или не. Но тоа зависи од информациите, од состојбата, како ќе се одвива, од бројките и стручно постапување според комисијата и според епидемиолозите, инфектолозите и експертите во нашата држава. Значи ќе се прави повторно проценка. Ви благодарам многу, господин Арслани, за гостувањето во Топтима. Благодарам. Продолжуваме натаму, значи Куманово уште не е барем знаете до како, сега. целата ова, веќе колку 8 недели, повеќе, јас го имав, веќе ги изгубивме сите, чувство времето, колку време знаете, помине. од веќе сега додека го зборуваше заменикот министер, некако ми пројде низ глава како почна целиот процес и каде сме сега. Една ваква динамична, жива работа не можете да ја спланирате денеска за месец дена. Кога навистина почнавме со појавата на епидемијата, објавувањето на епидемијата во Кина, за сите нас беше ова далеко, јас бев една од најскептичните дека ќе дојде тука, да бидам искрена.
али претпоставам ради тоа што сум инфектолог, а не епидемиолог, за колку кратко време се соочуваме со проблемот и го решаваме. Што покажа тоа дека е многу заразно? Сакав нешто друго да ви кажам. Сакав да ви кажам, подготовката и реакцијата не можете да ја подготвите, а ние почнавме да се подготвуваме кога Кина го објави проблемот. Од подготовките, веројатно никој во регионот не ни помислуваше кога ние веќе се подготвувавме, а еве еден член од комисијата длабоко верувал дека дека нема да ни се случи. Ние интензивно работевме и планиравме, ако биде вака ќе направиме ова, ако биде вака ќе направиме она. По моделот по видувањето што се случува во Кина. Кога почна да се случува, најголем дел од тие предвидувања моравме да ги промениме. Затоа што едно е кога теоретизирате, а друго е кога праксата... Што значи тоа многу побрзо? Се случува не секогаш онака како што сте замислувале дека ќе се случи или дека се случува во Кина. Кај нас ние сме на друго поднебје со еден друг менталитет, со други карактеристики. Како да ви кажам, кинезите ги затворија и тие останаа затворени. Бевме скептични, нели? Првиот пат рековме тоа е можно само во Кина. Ние се затвараме никако да се затвориме, како да ви кажам. Веројатно на цела сеќа што падна овој снег, па и ги задржа луѓето и дома. Не мораме да полицискиот час има. Секако се има свој удел, меѓутоа со сите мерки ние се бориме против нив. Така да од ден во ден, од час во час мора да се следат состојбите и да се реагира. Токму заради тоа и кажувам, не можеме денеска да знаеме дали Куманово утре нема да го затвориме. Можеби утре Сабајле ќе се одлучи да се затвори Куманово или Струга или Скопје, не дај Боже, или било кој друг град во државата. Будноста, континуитетот и интензитетот на следењето и превземањето храбро мерки, значи, а тоа го правиме од ден во ден, навистина за целото движење на овие недели колку ја имаме инфекцијата јасно во државата, не можете да испланирате денеска за 3 дена што ќе направите. И единствено така може да се држат конците во раце и да се контролира епидемијата. Таа ќе биде тука, не може да исчезне. Процесот времето мора да го направи своето, но ќе се контролира и ќе се држат конците во раците на оние кои треба да ја превенираат, во раците на оние кои треба да ја диагностицираат, во раците на оние кои треба да ја лекуваат од една страна, меѓутоа од друга страна никој кој треба тоа сериозно добро да го изминачира, да обезбеди, тоа што знаете како не е лесно да затворите едно место. Тоа место треба да го снабдите со храна, со продукти, со стручност, да, Сани веќе спомна кои се сакам да кажам, многу структури во државата се вклучени во реализација на еден ваков... Не, морам да кажам дека има една пријатна изненаденост кај граѓаните колку брзо и ефикасно се действуваше до сега. Наистина многу убаво да се случи. Да, тоа е секако бидејќи почнавме со време. Ако не ќе беше секако другачие. Значи видите, сепак имаше подготовка, не беше баш. Теоријата си го направи своето. Да се вратам конкретно пак на клиниката. Околу лекувањето, лек нема. Тоа постојано го повторуваме, но се спомена некакви лекови како Сумамед, како лекови против маларија, луѓето нагрнаа да ги купуваат во аптеките. Дали е докажано нешто карактеристично за нас? Дали вие истите лекови ги користите? Значи прво и основно морам да кажам. Тие дилеми да ги решите? Неовисно дали ние ги независно тоа дали ние ги користиме или не, ќе кажам што се ние користиме. Број 1 забрането е, не само од сега ради ковид, издавање на антибиотик без рецепт. И на тоа зашто е така? Кај нас и во целиот свет. Прво и основно... Да, но домашните аптеки не се полни сега со Сумамед. Тоа е сериозен проблем. Знаете како, ние сами себе си ја сечеме гранката на која седиме со таквото однесување. Еден човек кој навистина ќе му биде препишан Сумамедот како лек на домашно лекување, нема да биде во состојба, ќе има голема потреба, нема да биде во состојба да го купи. За било која друга болест се разбира. Сумамедот е антибиотик кој треба да се, нели, има свој спектар на делување. Ради истиот се дава и во оваа ситуација, не лечи ковид, речи состојба која е последица или предизвикана или е во склоп на инфекцијата.
Број 1, лекувањето на ковид во домашни услови пред се е симптоматско, како и секоја друга лесна вирусна инфекција која ќе биде. Кај некои пациенти од повеќе различни причини се препорачани антибиотици и препишани во даден написмен извештај од лекар и тие треба да се земат онака како што се препорачани да се земат. Во толкава доза, толку долго време колку што лекарот го проценил до наредната контрола на пациентот. Како и за се друго, така и за ова. Тоа зборуваме од аспект на антибиотици. Јас ви реков, на клиниката не може да биде репер за целокупната клиничка манифестација на болестот. Кај нас секогаш ќе ги слушате, веројатно, извештаите за најтешките болни. Нели? Тоа не сме да биде слика за болеста во целост. И оние дома, да речеме. И оние дома, што се разбира. Кај нас сите пациенти се поставени покрај симптоматска терапија за која зборуваме ние, а тоа значи известно дополнување на течност, ако имаат висока температура, па намалување на температура, па дополнување на параметри електролитски или какви да е зависно анализите кои ги правиме, сите параметри кои ги следиме кај еден пациент и редовно ги повторуваме со одредена динамика ги повторуваме, се даваат и антибиотици поради присуство на дополнителна бактериска инфекција. Еден или евентуално комбинација од антибиотици зависи од повеќе параметри, зависи од клиничка манифестација, зависи од други болести што ги имаат пациентите и така натаму. Не би сакала сега да држам лекција, но сакам само да за јавноста разбере дека е неопходно да лекот биде препишан. Зимањето на овие, сега од друга страна, нели интернетот овозможува да има лек против маларија. Лекот против маларија, да речем, да, има лекови против маларија, кои колегите од Кина го користеле, добиле некакви позитивни резултати и денеска се дел препорачани во дел од протоколите за третман на ковид кои ние ги следиме и истите и исто така и постапуваме, но мораме да бидеме свесни дека здравствениот работник во болнички услови со сите апсолвирани протоколи, создадени, извлечени, сумирани, направен во еден наш национален протокол, лекува и одредува ваков лек само во услови кога ќе ги исклучи сите контраиндикации, односно сите услови кога тој лек не смеете да го дадете поради одредени состојби на пациентот, поради одредени анализи кои сме ги направиле, поради критериуми кои сврлаат како опција на лек. Може ли да има последици да се земе на своја рака лек против маларија? Секако дека може да има во дозите. За секој лек има своја контраиндикација. Секој лек може да има интеракција или влијание со некој друг лек кој може би хронично го пие пациентот. Секој еден лек, па еден витамин С, земени соодветно во преголеми дози, може да има несакани ефекти. И се тоа така заедно во многу, кога се станува збор за многу лекови измешано, може да биде сериозен проблем, па наместо лекување и излекување и олеснување на тегобите, да искочат сериозни компликации и проблем, кога тоа го правиме сами иницијативно на своја рака, без консултација на оние кои тоа треба да го направат. Од досегашното искуство, да речам, антималариците во дозата, онака препорачана како што е за ковид, се контраиндицирани кај пациенти со одредени срцеви заболувања. Значи не смеете да ги дадете. Може да направи акутно застанување на срцето. Замислете таква нешто се случи во домашни услови. Чија е одговорноста? Но нешто го купил, сам го земал, но нешто му го продал, или на едноставно достапната информација. Мораме да се научиме и COVID-19 мора да ни биде лекција на сите. И веројатно за одговорно однесување, не само на сите. И веројатно и се надевам нема да ја заборавиме искуството и лекцијата и стравот што го имаме денеска и тогаш кога ќе помине. Не, навистина сите мораме да бидеме одговорни. Лек има, достапен и ќе биде даден на секој ден кој ќе има потреба, процената од оној што знае да ја направи проценката и ќе се даде. Ние имаме и лекови, значи кои ќе ги употребиме, кои исто така колегите од Кина ги препорачуваат. Имаше во јавност, јас сум излегувала во јавност, ме прашували, сум го кажала ова, дел од лековите за третман на ХИВ инфекција исто така се препорачуваат протеазните инхибитори во третманот на ковид. Повторно не секаде, повторно се знае кај кој, па да кажам кај оние кај кои нема да смееме да дадеме лекот за
маларија поради срцева тегоба, ќе ја дадеме другата комбинација и опција. Повторно се разбира со соодветна комбинација на антибиотици. Значи секој пациент практично и различно се разбира, ама знаете како, лекува. многу се прецизни, ние многу внимателно постапуваме со давањето на лековите. Се што е панично зимање на своја рака може да предизвика многу поголема штета и компликација отколку што може да даде бенефит кај еден пациент. Тука ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме во студиото. Гледате Топ тема, разговараме со директорката на инфективната клиника, доктор Милена Стевановиќ. Уште едно прашање се наментува слушајќи сите секојдневно податоците за пандемијата. Се повеќе здравствени работници се заразуваат и кај нас. Бројката е 35 вкупно. Имаме, секаде имавме во Девар, имаме во Штип, денеска имаме една медицинска сестра на клиниката за пулмологија. Зошто се случува тоа? Не се заштитени доволно? Слушаме такви критики. Ке ми извините, ако јас немам прецизни податоци, но од оно што јас го знам, тоа се колеги кои се заразени не со работа директна, позната со ковид пациент, туку во текот на праксата пред да се диагностицираат пациентите, колку ми е мене познато. Иако ризикот на белиот мантил е тој е еден пресметан, очекуван, кога носите бел мантил, морате да бидете свесни дека ќе бидете во ризик повисок од било кој друг од населението во контактот со инфекцијата. И тоа е за секој од нас, како да кажам, познато. Добро, има случаи и во другите земји. Значи, има. секаде, дури и смртен случај имаше кај здравствени. Сега како да века, имаше, јас денеска разбрав дека 60 колеги починале денеска во Италија, ако е тоа точен, ако е тоа точна... Најголема бројка кај здравствени работници. Точна бројка. Зошто иако ги гледаме дека носат заштитна опрема? Значи, број 1. Јас мислам дека го еден голем дел од колегите се инфицираат уште пред да разбера дека пациентот, значи, а од тука почнува моментот на заштита. Немаат заштита, немале заштита во комуникацијата, знаете. Тоа е број 1. Втората работа е, ако не сме ја искористиле соодветно, употребиле соодветно заштитата или не сме имале соодветна заштита. Тоа се следните кораци. Она што е најстрашно и верувам дека во Италија сега се случува, јас најискрено се надевам дека тоа нема да се случи кај нас, е уморот, интензитетот на изложеност на вирусот, значи поголем континуитет со поголем број на пациенти го зголемува секако ризикот. Секој умор допринесува до правење на минимална грешка која може да донесе до инфекција. Заштитната опрема секаде станува проблем, се поинтензивен проблем во светот. Јас останав шокирана кога погледнав некакви, иако нема многу време, ама тоа ми остане на така впечатлива, ми ја препратија неколку луѓе слика од Менхетеншка болница. Значи во Њујорк, ако зборуваме за Менхетен, значи не станува збор нити за сиромашна болница, нити за болница која не може да си набави. Таму сепак станува збор за некој Менхетен, не станува збор за на некој друго место. Кога видов колеги облечени во црни кеси, адаптирале за да се заштитат. Јас не можам да зборувам напамет, различни се кажувањата на колегите по државата, меѓутоа од она што ми кажуваат дека го имаат, јас мислам дека имаат доволно, ние мораме тоа максимално да го рационално користиме и мораме правилно да го употребуваме. И тоа не е лесно да се каже, и тоа е лесно да се каже од оваа позиција во студио. Знаете како не баш наједноставно се подготвите и да излезете. Ништо што е принцип кај нас на клиника, ме загрижува уморот и интензитетот, а тој допрва не очекува. Но кај нас е принцип да се следиме едни со други. Ако јас влегувам, или кој да е од колегите влегува на одел или од
медицинските сестри, некој го проверува како е облечен, дали е облечен соодветно. Тоа е кај вас на инфективната Да, тоа е клиника, така кај нас, но тоа е секаде, тоа мора да биде секаде правило, рутината ни прави да подзаборавиме нешто. Не сме, никој не пробиен, како да ви кажам, нити е имун, едноставно мора да се придржуваме до заштитната опрема и нејзиното правилно користење. Прекомерното користење на заштитна опрема не значи поголема заштита. Може да ве успори, може да ве направи потрапав, да ви испаднат работи од раце, може да се несоодветно соблечете и на тој начин да се инфицирате. Имаше различни коментари. Да, што со болните на другите клиники, например на кардиологија, таму се итни случаи, срцев напад, значи колку тука лекарите, знаете како за оние пациенти, значи има различни нивоа на заштита и ти мораме да ги следиме. За оние пациенти кои немаат никаков клинички симптом и немаат епидемиолошки податок дека можеле да бидат во ризик од ковид, се третираат каде што треба се третираат на кардиологија. Ако постои ризик или некаква симптоматологија со полна пареја работат колегите на 8 септември. И не само кардиологија, хирургија, Светина Мохридски работи за скопските пациенти, хирургија, клиничкиот центар за државата. Да, имавме оној случај од Куманово. Човекот беше донесен под сомневање за мозочен удар, не знам, точно предпоставувам дека тоа беше во Центарот за рехабилитација, кој сега е затворен, каде што се заразија пациенти, па го однесоа на друга клиника. Така да човекот примен не е спорен на пациентот. Попатно, пациентот е третиран, може би не сум комплетно информирана, но без никаков проблем е пациентот донесен веднаш после констатирањето на состојбите кај нас, така да не спорен е неговиот примен. Сакам да кажам, лекарите и медицинските сестри се луѓе од крв и од месо. Ние сите се плашиме, како што се плашите и вие. Ние само мораме малце помалце да се плашиме, тоа што тоа ни го налага професијата. Ние имаме дома семејства како што имаат сите останати семејства. Неприфатливо е, неетички е, непрофесионално е да ни се прифати пациент. Па дури да се импровизира, но да се повторно биде соодветно заштитен. Знаете што ќе се случи ако здравствениот кадар се преполови? Токму и затоа е потребна заштитата и она затоа мораме да внимаваме дека не ни требаат скафандери како на космонаути. Ни треба маска, ни треба придржување на секој еден од нас идентично онака како што го бараме од вас. Имаме ли доволно заштитна опрема? Јас можам да кажам за клиниката за инфективни болести дека во моментот располагаме со доволна количина на опрема. Невозможно е да ја процените вистинската потребна количина и таа веднашка да ја згрнете, да ја соберете во вашиот магазин. Со други зборови, постојано таа мора континуирано да се набавува. Кај нас сепак сме ние во една поспецифична, можеби колегите ќе кажат и полесна ситуација, со што јас не се согласувам, се разбира, но имајќи во предвид, ние точно знаеме и тоа сериозно, но тоа е нашата специјалност. Знаете, ние функционираме на тој момент заштита. Другите колеги сега размислуваат како тоа би било, како би го правела. Кај нас е тоа малце другачие. И нивото на заштита е сосема се разликува. Во триажна амбуланта е едно, во амбуланта каде што прегледувате. На сите клиники има триажни сега центри. Па тоа се веројатно и организирани од самите клиники свој. Но битно е да се знае дека денеска со хируршка маска морате да прегледате пациент и сметам дека така треба и дека е исправно. Ние веќе се шетаме со хируршки маски, така да. Шетањето од друга страна и користењето на маски каде што не треба, па е трошење на ресурсите кои би требале да ги имаат здравствените работници и да ги набавуваме ние, а не индивидуално. Но секако не можете да забраните на никому да си набави. Но многу е значено вистинската
заштита онаква каква треба во дадена ситуација. Ако интубирате пациент, не можете да бидете заштитен само со хируршка маска. Тогаш ги бараме и тогаш ги ставаме оние N95 маски кои на жалост многу наши граѓани ги носат по улицата без навистина вистинска сврха. Уште едно прашање, кога на пример во оваа ситуација на пандемија може да се случи некому да му да речеме да му се слоши, да има некаков напад во маркет, на улица. Дури повикате вие брза помош. Што треба? Дали е опасно да му се прида, да му се помогне? Знаете, тоа се дилеми сега. Не сите излегуваат со ракавици, маски. Па видете како да ви кажам сега, сите сме ние. Прво да расчистиме, ако тргнете некому да помагате во таква ситуација, морате да знаете точно дека можете да му помогнете и знаете како тоа да го направите. Да, и да сте лекар, знаете како. И да не сте лекар, ако сте завршила или сте имате разни курсеви за прва помош и така натаму, треба да знаете сигурно дека можете да му помогнете, да не му одмогнете помагајќи му. Тоа е една работа. Друга работа, краткотрајниот контакт не представува висок ризик на инфекција и секако зависи од индивидуалецот. Мене, ако ме прашате, сега јас сум пак во друга функција, јас секогаш ќе изреагирам како лекар и секогаш ќе притрчам, а сигурно нема да има маска, пошто јас во мојата ташна нема маска. Маските се тамо каде што требаат. Не можам да кажам немојте да помогнете некому. Јас сметам дека сме и ние народ кој тежне е да помогне на човек во незгода и никош не би рекла да тоа ни престане да не биде карактеристика, да. Април се спомнува, денеска е првиот ден, е месецов кој е клучен, кој ќе треба да имаме пик во пандемијата. Дали е тоа така? Што значи тоа да имаме пик? Расте бројот, иако линеарно расте на заболени? Па, јас пак ќе кажам, не сум епидемиолог, а епидемиологијата е многу сериозна наука и бара многу познавања. Да, сега се покажа дека е клучна така, за оваа многу познавања кои за да се образнат овие криви. Јас не би се дрзнала многу да зборувам за тоа, но вака низ времето, гледајќи го времето, јас до сега што сме го поминале, она што го помина државите пред нас, јас мислам дека не е нас малку рано да линијата иде баш само во плато, да не се зголемува. Јас мислам дека ќе се зголемува. Ќе има момент кога ќе Јас мислам дека ќе порасне. Па сега дали ќе биде тоа нагло или не, но јас очекувам да тоа биде да се следи зголемување на бројот. Колку е капацитетот? Само да се надеваме дека капацитетите на наши лекарски и силата што имаме во лекувањето ќе издржи, да. Колкав е капацитетот на инфективната клиника? Инфективната клиника има 110 практично легла, но ние не би сакала да размислувам на апсолутниот максимум. Во моментот половината некаде да, веќе половината е искористена, но како што гледате и пациенти се испишуваат, како што и се примаат, и сме на некоја половина, можеби малку повеќе од половина. Зашто е тогаш наменета полската болница? Вие ќе раководите, претпоставувам, знаете како полската таа е поставена. Да, поставена е. Знаете како во согледувањата за евентуалните потреби на зголемување драстично на бројот на пациенти и нивна потреба за лекување, како што тоа го има по регионот, секако дека морате да бидете подготвени на легло плюс. За разлика од колегите и нивната организација во регионот, јас сметам дека спортските сали, а тоа и сите останати колеги очигледно, дека не се баш правиот избор за згрижување на пациенти. Јас искрено се надам дека не да бидеме во ситуација да треба спортски сали да отвараме како при некои земји да збринуваме луѓе, тоа што здравствена нега во спортска сала на вистина само теоретски можете да дадете. Барем јас така не можам да го замислам тој процес, можеби ради тоа што работам во терцијарно здравство, па условите болнички ми се
ми се нели фамилиарни. Но дали ќе може да одговорите? Она што го сметаме и го планираме како болнички капацитет, што вие можете конкретно некого да лекувате, не само да му дадете легло, затоа што ќе го трнете од дома, нели? Нашите капацитети, па и оваа полска болница која нема да има многу поразлични услови, таа ќе биде апсолутно климатизирана, за топло, за ладно, комплетна заштита. Условите ќе бидат навистина драстично подобри од било која сала. Тоа е навистина болница, само што не е од цврста градба. Болничките капацитети што ги има 8 септември во случај на проширување потребата. Значи има доволно капацитети. Да не размислуваме дека болничките капацитети мора да бидат збунувачки е случајот со Италија. Имавме тука една емисија каде што беше прикажано дека за италијанското здравство е едно од најдобрите во светот, а во моментов се случува една невозможна ситуација, едноставно не може да одговорат. Видете, ситуацијата тоа здравство не може да одговори. Ситуацијата која мислам дека пред се не смееме да се споредуваме. Ние знаете како ние сме некако научени дека треба да се споредуваме дека сме ние полошите од некој свет кој секогаш треба да биде подобар од нас. Добро, не е лошото можно сценарио, знаете како тоа е број еден нешто. Не сме секогаш најлоши. И сметам јас дека не само добрите болници услови и комодитет секогаш може да бидат и функционални во одредена ситуација. Она што и се случува на Италија сега, не постои капацитет здравствен или здравствен систем кој може да се носи со тоа. Апсолутно не постои со толкав број на пациенти, со таква динамика. Она во што јас сакам длабоко да верувам, а и од ова што го гледаме сега некако произлегува дека на временото превенирање и притискање, само да бевме малце послушни во применувањето на сите овие препораки што ги правевме, јас верувам дека ќе беше се многу полесно. Дури помалку верувам дека ќе беше се многу полесно. Јас сакам да верувам дека се она што е превземено како мерка ќе води со плод и дека такво сценарио како во Италија ние нема да гледаме. Бројките на легла обезбедени за болнички третман верувам дека ќе ни бидат доволни она што е испланирано во прва фаза, во втора или во проширување на бројот ако е потребно. И за крај апелиравте дека да не се носат маски без потреба. Кажете ни што точно тоа значи, велите вие немате во... Знаете како Светска здравствена малку го измени односот кон користењето на маски, веројатно точно поради Италија. Значи, ако носите маска, и тоа ја носите, оправдано е да ја носите во затворен простор. На пример, ние денеска можевме да разговараме со маска, но мерката на оддалеченост ни е доволна да немаме потреба да трошиме ресурс. Тоа е трошење на ресурс. Ако влезете во било кој маркет или било каде на друго место и одлучите да носите маска, ставете прописно, покрите го носот и устата комплетно со маската. Металниот дел кој треба да биде на носот, убаво притиснете го да тој биде залепен на носот и околу устата, да што помалку има влез од процепите на маската. Не ја допирајте повеќе, се додека не ја тргнете. Не ја носите повеќе од 2 сата, не ја вадите, не ја ставајте. Немојте узалудно да ја потрошите маската што сте ја земале. Во надворешни услови, надвор, во вашата кола, додека се возите сам, немате потреба да носите маска. Ви благодарам на учеството во вечерашната емисија. Ви благодарам на поканата. Тука е крајот на Топ тема. Останете на Телма, имајте убава вечер.